Првата причина е игнорацијата однос на пратениците во делот на законското решение и измени во делот недела неработен ден, каде што велиме дека 92% од работниците треба да одмараат, а онаму кај тие 8% работници кај што не може да биде прекинат технолошкиот и работниот процес, ќе работат. Но тие што ќе работат, ќе земат за 50% минимум зголемена дневница, додека во моловите сите работници што ќе работат ќе земат 100% зголемена дневница и тие молови ќе смеат да работат само од 10 до 18 часот, значи тоа значи една смена и ништо повеќе, а приходот од денот недела за работодавачите кои ќе работат во недела, 3% ќе се одвојуваат за градинките, за изградба на нови градинки за нашите деца. Тоа не се случи, покрај што таа одлука беше донесена на Економскиот социјален совет, каде што учествуваме ние трите социјални партнери, ние работниците, работодавачите и владата како трет социјален партнер. И причините за одлагањето и до ден денеска не ги знаеме кои се, бидејќи еве гледаме тоа законско решение требаше да биде од 1 октомври, не се случува до ден денеска, а може да се заврши работата буквално за 5 минути, да се соберат тие пратеници, зборам од Комисијата за труд и социјална политика во Собранието на Република Македонија, Република Северна Македонија, и да го донесат тоа законско решение буквално за 5 минути, бидејќи со тоа законско решение првен даваме бенефит на работниците да се посветат на своите семејства во денот недела, а сите останати приходите да им ги зголемиме по основ на зголемена дневница. Дали само ова ќе биде барањето кој што ќе го платите или имате повеќе барања? Ова беше за игноранцијот однос што ја прелија чашата, а другите барања не се аргументирани согласно енергетската криза која ни се наговестува од 1 јануари, согласно економската криза која више од почната, како што гледаме со ценовните шокови на пазарите, продавниците и маркетите. И третото барање, второто барање наше се заснова каде што бараме секој работник да зима минимална плата, минимум 60% од просечната плата, или тоа изнесува 18.000 денара. А сите останати плати скалесто да растат согласно колективните договори во кои се впишани коефициентите на работните места и степенот образование на работникот. Бидејќи што ни се случува, од 30.000 работника кои зимавме минимална плата, се доведовме да земаме 110.000 работници со минимална плата, со непочитување на тие колективни договори. Така. Значи тоа ќе бидат барањата. Третото барање исто ни е многу фундаментално, бидејќи со тоа барање ќе исправиме на децениска неправда, бидејќи знаеме во приватниот реалниот сектор следува регрес или К15 на работниците, додека во јавниот сектор не следува регрес К15 и не смееме да се доведеме во една таква дискриминација, каде работниците ги делиме на јавен и на приватен сектор. Работникот е работник, тој е движи економијата, ствара за државата и мора ова право да го тврдиме за сите работници. Во моментов збориме за јавниот сектор. Не смееме да ги заборавиме здравствените работници во оваа ковид пандемија која беа жртви за нас работниците, кои не лекува, полицијата која непречено до ден денеска ги застапува, ја држи безбедноста на највисоко ниво, образовниот систем каде се работи со деца.